Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за абортусот или правата на жените наспроти правата на зачнатите деца, слобода на избор или дозвола за убивање. Вака од крајност во крајност главно се движат дебатите во врска со законските регулативи за прекин на бременоста. Во некои земји абортусот е речиси невозможен, во други пак е регулиран со либерални прописи. Во Ирска, например, се уште е во сила еден од најстрогите закони во светот за ова прашање. Но ирците кон крајот на месецов ќе се изјаснуваат на референдум за укинување на некои рестрикции. Во Полска пак конзервативните власти одат во спротивна насока. За живот или за избор се главните слогани во кампањата во Ирска пред референдумот во врска со абортусот. Референдумот кој ќе се одржи на 25 овој месец е прва можност во последниве 35 години за олеснување на еден од најстрогите закони во светот за абортус. Ирците треба да се изјаснат дали се за повлекување на 8-миот амандман на Уставот на државата, усвоен во 1983 година, со кој им се даде еднакво право на живот и на мајката и на нероденото дете. Тоа практично значи дека абортусот во Ирска е речиси невозможен, освен по исклучок. Па така жените од Ирска кои сакаат да абортираат често одат во некоја друга држава. Престанете да ги засрамувате жените е исто така еден од слоганите на оние што се за укинување на амандманот. Додека пак противниците сметаат дека ако се укине, тоа ќе значи дозвола за убивање. Енди Хисман верува дека либерализацијата на абортусот ќе биде катастрофа. I don't want abortion in Ireland on demand up to 12 weeks and then up to 6 months for healthy babies. It's a massacre. That's what it will be. And I know that it's never medically necessary. Like abortion kills the unborn child. Вели 26 годишната Беки Кели. Поборниците на предлогот за олеснување на можностите за абортус имаат своји аргументи. Феј Керол смета дека оние што се против укинувањето на амандманот ги лажат гласачите. There's so many women who have said, I wouldn't personally get an abortion, but I'm not going to take the choice away from someone else. It's about the choice. Во кампањата се вклучени и еминентни лекари кои исто така се поделени во врска со ова прашање. Рона Махони вели дека ирските жени кои сакаат да абортираат нарачуваат лекови од странство или патуваат во странство што предизвикува дополнителни проблеми па и трауми. So if we retain the Eighth Amendment, what Ireland will be saying, it will be saying that we are going to continue to require women to be dying before they qualify for termination of pregnancy, and for women who are raped, they will continue to be expected to carry their pregnancy to term. And that, I think, will be a very frightening message to give to women. За Имон Мекгинис, пензиониран лекар, нема оправдување за прекин на бременоста по 12-тата недела. Is proposed. This is the removal of a healthy baby in utero. There's no justification for that. This isn't the provision of health care. Според истражувањата на јавното мислење, младите се за либерализација на абортусот, додека оние над 65 години се стриктно против. Доколку на референдумот биде изгласано укинувањето на амандманот, тогаш владата планира да предложи закон со кој абортусот до 12-тата недела бременост ќе биде дозволен без рестрикции. Строги прописи за абортус има и во Полска, а во изминатите месеци во Варшава се одржуваа протести на кои се бараше целосна забрана за абортусот, но и либерализација на строгиот закон. Според постоечкиот закон, во Полска абортусот е дозволен во 3 случаи: опасност за здравието на мајката, силување или инцест и доколку тестовите покажат дека има сериозни оштетувања на фетусот. Владеачките конзервативци со поддршка на католичката црква имаат намера уште повеќе да го заострат законот за абортус, односно да ја исфрлат третата категорија, со која моментално се покриени 90% од абортусите во Полска. Во Македонија е формирана работна група која треба да ги изготви измените на законот за абортус и се планира да бидат усвоени до крајот на годинава.
Според важечкиот закон, абортусот е можен, но под одредени услови, кои, според критичарите, се дополнителни малтретирања за жените. Македонското законодавство дозволува абортус по лично барање на жената во првите 10 недели од бременост, но во 2013 година се воведоа законски одредби кои мора да бидат исполнети пред да им се одобри барањето за абортус на жените. Овие услови вклучуваат писмено барање на жената која сака да изврши абортус, задолжително советување и 3-дневен период на чекање по советувањето, низ кој жените мора да поминат од моментот кога ќе побараат абортус па до спроведувањето на процедурата. Росана Јаневска од невладината Хера е член на работната група која работи на измени на постоечкото законско решение, за кое вели дека е рестриктивно и понижувачко за жените. Значи, априори, законодавецот тргнува од тоа дека бременоста носи секогаш позитивен исход за човекот. Меѓутоа не мора да значи дека тоа е така. Дали бременоста носи предности или ризици, тоа е лично прашање за секоја жена и зависи од незините емоционални, културни, социјални, економски прилики во конкретен момент. На крајот на краиштата зависи од незините потреби и од незините перспективи, дали сака или не да ја продолжи бременоста, па од тука постои директно мешање на државата во приватноста на жената, иако станува збор за едно многу интимно прашање. Јаневска посочува дека не постојат емпириски податоци дека ограничувањата на абортусите влијаат врз големување на наталитетот. Другата негативна страна на овој закон е опасноста од нелегалниот, односно небезбеден абортус, за кој жените се одлучуваат со цел да ја избегнат сложената и долга процедура согласно законот. Во секоја земја постои одредена бројка темна бројка на абортуси. Меѓутоа, ние како организација не се занимаваме со тоа прашање. Тоа е сепак прашање кое што треба да го истражат органите на прогонот. Меѓутоа, Светската здравствена организација тргнува од тоа дека секое ограничување влијае на пристапот на жената до безбеден абортус, односно ја зголемува можноста за небезбедни абортуси кои што ќе се вршат во неконтролирани услови. Уште една лоша страна на актуелниот закон се смета дека се високите парични казни доколку се прекршат одредбите од законот. Казните достигнуваат до 50.000 евра за здравствените установи и 6.000 евра, како и казна затвор до 3 години за здравствените работници кои ќе го прекршат законот. Веќе неколку месеци на иницијатива на Министерството за здравство формирана е работна група која врши ревизија на постоечкиот закон, чија цел треба да биде укинување на рестриктивните одредби и олеснување на пристапот на жената до безбеден абортус. Очекувањата се дека до крајот на годината ќе се донесе нов закон кој ќе биде усогласен со меѓународните стандарди. Тоа беше се во оваа емисија посветена на регулативите во врска со абортусот. Вашите мислења и коментари во врска со ова прашање можете да ги споделите на нашите Facebook и Twitter страници, како и на YouTube. До гледање!